Ајде ние да си продолжиме со добро утро секое утро и јас ке кажам едно големо благодарам на Елена Дујовска, дипломиран физиотерапевт, меѓутоа таа си поседува и салон за убавина, што ни дојде од Берово. Така. Благодарам многу со оглед на тоа дека не е баш краток патот од Берово до тука, меѓутоа јас се гордеам сама со себе, морам да кажам, имав гости од Охрид, имав гостинка од Прилеп, еве сега и од Берово, да ни биде утринската само насочена кон Скопје и добре ни дојде. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Секако драго ми е што ќе имаме можност да разговараме. Се гледа дека имаме салон за убавина и по тебе во Берово. Меѓутоа, морам да прашам со оглед на тоа дека Берово е мало градче. Така. Како функционира еден салон за убавина токму во твојот град? Прекрасно. Драго Значи, ми е. напротив, иако сме мало место, Берово преубаво функционира, значи сакаат да се негуваат, да се одржуваат тело. Така. Супер, и млади, и повозрасни. Супер. Што е она што, како е називот на салонот, исто по твоето име, предпоставувам, Елена? Да, Физио Елена. Физио Елена. Што е она што најмногу го нудите вие? И веќе имаме совети за убавина, така ни е и наслово, совети за физиотерапија, но совети исто така и за убавина, па ние ќе започнеме од убавината. Што е она што вие го нудите, затоа што секое време се носи нешто свое и се имаме некои новитети за разубавување. Што е она што во Берово, еве, се нуди? Така, сега, најново во Берово го имаме апаратот Вондер. Со него имаме одлични резултати, така да сега многу почесто се прават тие третмани. Исто нудиме масажи, лимфни дренажи, солен пилинг на цело тело, масажа со вулкански камења, третмани на лице, спа енд велнес третмани на тело, алги. Значи имаме широка палета на Од ова што го слушам, да. И ќе повикам тука кога веќе споменуваме и веќе започнавме да зборуваме за она што нуди твојот салон во Берово, да погледнеме и слики, фотографии кои што секако гледачите ќе знаат за што зборуваме. Еве го, ова е, зашто конкретно тука станува збор? Што правиме? Каков тип на нега на лице е ова? Ова моментално се вендузи. Тука ова е, значи, слика, сакам да напоменам дека имаме награда за SPF фактор од Афродита козметиката. Има прво место добиено. Браво. Еве, мадеро правиме. Третманот на лице, ова е за лифтинг. Претходниот што го видовме исто беше за смирување на лице, за нели деца што се во пубертет. Ова е солениот пилинг, Тој се користи за целото тело, така? Да, цело тело го ставаме, ве завиткуваме, си одмарате, си лежите, после се туширате, па правиме масажа, антистрес, така да прекрасно. Така, во Берово кога ќе го споменеме, секогаш не асоцира дека е една убава туристичка атракција, каде што може да се ужива во убавините кои што ги нуди ова градче, во традиционалната храна, сирење и така натаму. Она што мене ме интересира, таму доаѓаат и туристи. Дали туристите дознаваат за вас и сакаат да ве посетат и дали бараат нешто поспецифично можеби од нас? Па тие повеќе ги бараат масажите. Знаат што е добро. Да. И исто морам да напоменам дека откако го добивме апаратот, нели, Вондер во Берово, значи преголем интерес има за Вондер апаратот. Така да. Мислам дали имаме видео од Вондер апаратот или пак фотографии, како и да е. Ајде на каков начин и на каков принцип тој функционира и зошто е важен за нашето тело, па и за нашето здравје, предпоставувам, затоа што има сигурно повеќе функции. Така да, Вондер апаратот може да се користи и во естетиката и во физиотерапијата. Така. Прво да нагласам во естетиката, тој не е само нели за слабење, за значи тој истовремено додека го слабееме телото, истовремено и се затегнува. Тоа е преголема предност, значи даваме оформена во моментов, така. Да, фигурата ја оформуваме, значи третманите се предобри со Вондер. Исто во физиотерапијата, третманот Вондер го користиме кај атрофирани мускули.
Исто тамо, значи, третираме предоперативно и послеоперативно, да речеме на колено, на кол. Тоа е препорачливо, значи, и од физиотерапевтите, односно од доктор, токму овој апарат, за она што сега еве го споменавме, што значи дека и она како што го кажав, еве гледаат и гледачите за што станува збор, тој покрај, значи, исто така, да, морам да напоменам за други нешта, дека третираме и, значи, дете со мускулна дистрофија, мултиплекс склероза, значи може да се третира така да има широк. И дали има резултати, тоа ме интересира. Да, резултатите се. Од кога е Вондер овој апаратот што еве има и вакви функции? Кај мене во Берово е од јануари. Значи веќе пола година го имаме. Треба посебни обуки за тоа и сигурно предпоставувам, да, посебни затоа што обуки, специфични и треба да го работи стручно лице. Така. Да. Така. Стручно лице. Во Македонија мислам дека веќе постои 2 или 3 години, така, па резултатите се добри. Драго ми е што го слушам и што ги споменавме токму овие дечиња кои што се соочуваат со вакви проблеми, кои што можат и е препорачливо да го користат токму овој апарат. Што значи дека и како што напоменавме, покрај естетиката помага и за физикалната терапија. Во естетиката што најмногу? Сите сакаат, нели, да намалат во обем, да се затегнат, убаво да изгледаат, па така ние тоа им го пружиме. Помага. Така, да. Ајде малку ке резултатите се многу брзи. Значи после 5-тиот, 6-тиот третман веќе имаме многу добри резултати. Па сега, нели, кој колку повеќе прави третмани, толку поголеми резултати. Кој се може да го користи? А кој може би и не? Така. Значи имаме и контраиндикации. Бременост не смее, значи пейсмейкери, стенови, луѓе што имаат не смеат, проширени вени, тромбоза, тоа никако не смее. Тоа се едни од контраиндикациите. Така. И сега другите можат слободно да го користат без разлика на годишната возраст? Па или нели сепак треба малце има граница, треба да биде малце после, не знам, 15-16 години, па да го користи. Инаку апаратот не може да... Ајде малку сега ќе позборуваме ќе ни дадеш совети за убавината, ќе ги искористиме овие минути, секако со оглед на тоа дека ни допатува од Берово, па да те искористиме за се од помалку, меѓутоа ќе го истакнеме она најважното. Како треба да се негува една жена? Од почетокот хронолошки вака да започнеме, лице, тело и така натаму. Најбитна е домашната нега. Значи, тоа е пред се. Домашна нега обавезно, значи да го третираме лицето секој утро, секоја вечер, да не заспиваме со шминка, значи тоа е пред се. Исто, значи, некои жени пак имаат, нели, само си го третираат лицето, а телото го забораваме. Значи, тука треба да направиме некој баланс, да бидеме и тело, и лице истретирано, така да... Што значи без разлика, нели сега зборувам, од која годишна возраст еве според тебе, Елена, треба да се започне, зборуваме сега и за припадничките на понежниот пол, каде што знам дека веќе и оние другите од посилниот пол многу се сакаат да се грижат за своето тело и лице, што е нормално и прифатливо, меѓутоа ние сега повеќе на жената ќе обрнеме внимание. Од која годишна возраст веќе треба да се започне со нега на лицето и телото се подразбира? Да кога го споменуваме лицето, веднаш асоцираме и на телото. Така. Севкупно. Веднаш, значи, штом се појават тие некои во пубертет акни, треба, значи, да се третираат. Значи, да се негуваат, да се третираат самиот воспалителен процес, нели, да се намалува, да не дојде до некои непосакувани ефекти. Последици во понатамошниот развој што се однесува за помладите. Меѓутоа, исто би сакала да прашам и за следно. Кога зборуваме и за убавината, ја истакнуваме, меѓутоа колку е важно, без разлика можеби некој се соочува со проблеми, некој можеби и не се соочува со толку многу проблеми, како физиотерапија. Што е она важно што ние треба да го користиме во нашето секојдневие од нашето живење? Масажите, да, и вежбањето секое утро или ајде да не речам секој утро, немаме време или секогаш од утро да станеме и да вежбаме, ама обавезно треба
да се прават вежби, за да ги раздвижуваме нашите зглобови, да бидеме подвижни, да бидеме активни. Тоа е број 1. И сите го препорачуваат, мора да бидам искрена, секогаш на прво место ова го слушаме од сите можни тука што ни гостували и физиотерапевти, доктори, лекари, сите велат дека физичката активност е кинезитерапијата е најбитна од секој да си ја прави. И сега, доколку веќе постојат некои проблеми, пациентот е препорачливо да прави 2 пати годишно физикална терапија. Зависно од оној проблем со кој што тој се соочува во моментот. Сакам едно следно прашање да ти поставам. Ти беше дел од тука од град Скопје и работеше во одреден салон за убавина. Меѓутоа и убаво од ваша страна се реши да си отвориш свој салон и тоа не помалку ни повеќе туку во Берово. Како функционира сега? Еве, колку години сме со салона? Тоа го споменавме. Веќе 9 години. 9 години, што кажува дека успешно работиме и дека беровчанки од Берово, сите таму, го посетуваат твојот салон и имаат место каде што може и да се разубавуваат, меѓутоа и да посетуваат физикална терапија. Но што беше клучно да се вратиме назад во Берово? Клучно беше... Што е според мене одлично. Така. Не знам, со сопругот сакавме заедно да изградим иднина во Берово, да го избегнеме тој метеж од Скопје, гужви. Убаво сте сториле. Така да одлучивме во Берово нешто да почнеме свое, да градиме иднина и за нас и за нашите дечиња. Еве, горда сум мајка на 3 дечиња, да се живи здрави. Да се направи нешто добро и за нас, и за граѓаните да имаат каде... Не случајно, туку намерно го поставив ова прашање, затоа што вие и кога вака зборуваме, може и да мотивирате останати кои што живеат во Скопје, а се од можеби помалите краеви, дека сепак убаво се работи и таму и има за кого да се работи, како што и споменавме. Ајде сега малку повеќе да обрнеме внимание, ги кажавме сите оние, многу ги кажавме, начини на кои што може да се разубавуваме, да се грижиме за нашето лице и тело во летните периоди, еве на овие високи температури, што е најпрепорачливо и на каков начин да се грижиме за себе, меѓутоа што е она што вие го нудите во вашиот салон? Така. Најдобро пред се, да го хидрираме нашето тело, дури и кога правиме тие антицелулитни третмани, и во лето и во зиме препорачуваме да се пијат доволно течности, но еве преку летниот период треба секој да обрне да пие повеќе течности, барем минимум 2 литри вода, да не биде тоа нешто засладена вода или сокови, значи само вода. Само вода, Друго, што да кажам, во летниот период имаме доста процедури што секој може да дојде и да се изрелаксира, да одмори. Нашиот салон е така со пријатна атмосфера, пријатна температура пред се. Што е многу важно, нели? Ги споменавме алгите. Како ги користиме, со оглед на тоа дека знам тие може и во исхраната да се користат, меѓутоа затоа што се многу здрави, меѓутоа и на принцип на база на лице, тело. Исто... Што допринесуваат тие? Алгите ја подхрануваат кожата, прават детоксикација. Исто кога лежиме во алгите, пола част, некое пријатно чувство ве обзема како на свежина, на пријатно, еве што напоменавте како да се грижиме преку летниот период, можете слободно да ги правите алгите. Тоа е многу пријатно чувство. Секој кој го осетил знае. Да, верувам. Ајде малку ме интересира и за она солена терапија. Кога ќе кажеме солена терапија, што тоа поточно значи и како таа се употребува? Така. Солен пилинг е заедно направен од каква сол? Морска сол, со етерични масла, значи имаме лаванда, имаме нане, ментол, повеќе имаме етерични масла, така да самиот мирис, самото чувство додека тоа го правиме е многу пријатно. Исто има разладувачки ефект. Разладувачки ефекти, токму и затоа да ги споменеме барем оние кои ги треба да ги користиме повеќе во летото. Многу е добро некој кој одлучил да прави антицелулитни третмани, да направи солен пилинг, па да ја почне процедурата, затоа што
после солениот пилинг масажата не е класична масажа, туку е дренажна масажа. Да. Кога ги споменавме дренажните масажи, колку е важно да се направи лимфна дренажа, без разлика дали се соочуваме со проблем, меѓутоа знам дека сите оние кои што ја задржуваат течноста во телото, поготово во нозете, е многу неопходна и потребна лимфната дренажа, затоа што таа е добре дојдена и добробит за нашето здравје. Како е препорачлива? Лимфната дренажа е препорачлива да се прави барем 2 пати месечно, а во некои од овие процедурите е препорачлива дури и на секој третман. Така да многу е битна лимфната дренажа. Ако не направиме лимфна дренажа, тоа е исто како ништо да не сме направиле. А колку е важно за здравјето и што прави таа точно во телото? Кои се незините функции? Значи, вишокот на течности што ги задржуваме ние, нели што ни се појавуваат отоци, се чувствуваме поддувани, мора да се направи за да се исфрли, за да се проработи, да меѓутоа секако од стручни раце тоа треба да го Ако не се прави, нели, на правилен начин, тогаш може да биде и многу лошо. Например, кои се последиците? Може да се направат дополнителни отоци, значи да се запишат тие лимфни канали. Така? Значи да направи многу полошо на организамот отколку нели сега ние мислиме дека ќе одиме на лимфна дренажа и сме направиле нешто. Што значи дека треба правилно да одбереме на како одиме, односно на треба правилно место кој стручно лице да ја прави таа лимфна дренажа. Физиотерапијата е таа која што треба да се чукне на таа врата, да се тропне поточно на таа врата за да се направи лимфна дренажа. Последните минути ќе ги искористиме за она што можеби ти сакаш да го споменеш, а јас не те прашав, па слободно повели. Така да, јас исто сакам да напоменам, нели, дека пред секој третман на антицелулитните третмани, исто правиме мерење. Значи, мора да го измериме телото во обем и исто правиме мерење на вага, што го мериме боди индексот, мериме колку протеини има во телото, колку има мускулна маса. Тоа е веќе професионализам. Така, да. Мораме да знаеме, затоа што со вондер третманите се зголемува мускулната маса, а се намалува масното ткиво. Исто, значи, самиот вондер третман ја прави таа лимфна дренажа. Така, значи ги имаме и лимфната дренажа. Значи овој апарат, лимфна дренажа, за крај ќе кажаме чудо. Па да, чудо, вондер, да. Вондер е чудо, така. И ги врши сите овие функции кои што ги споменавме. Јас мене ми преостанува уште еднаш да ви се заблагодарам што одвоивте од вашето време, со оглед на тоа дека си мајка. Се наоѓа време со 3 дечиња да се работи во салонот. Се наоѓа. Секако кога се организираме и кога имаме љубов кон работата, нека се живи здрави. И што еве одвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма, да не ни бидат само од Скопје гостите, како што кажав и претходно, имавме и од други градови. Еве сега за прв пат кај мене барем од Берово и драго ми е што имавме можност да си разговараме, но и гледачите да знаат и сите оние туристи кои што одат таму каде да ги насочиме за да си уживаат. Да, сите нека повелат, да. Каде се наоѓате точно во Берово? Велјко Влаховиќ, број 11 ни адресата. Благодарам за учеството и секој добро. Ви благодарам и на вас. Чест и задоволство ми беше што бев дел од емисијата на Алфа телевизија. Драго ми е.